На наше големо задоволство, денеска повторно сме домаќини на делегација од градот Електросталь, Московска област од Руската Федерација, предводена од заменик градоначалникот Дмитрий Гусев. Секако домаќини сме и на представници на амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија. Денешната средба е всушност резултат на нешто кое што во 2013 година, месец декември, го подпишаа тогашните градоначалници господинот Заев и господинот Суханов, а станува збор за спогодба за збратимување и пријателство помеѓу Електросталь и општина Струмица. Јас искрено верувам дека оваа спогодба која што тогаш е подпишана се заснова на принципите на добро пријателство, на меѓусебно разбирање, а секако има за цел и продлабочување на соработката во делот на економијата, културата, науката, образованието и во некои други области. Искрено верувам дека од оваа средба деновиве која што ќе имаме со гостите од Електросталь ќе произлезат конкретни активности кои што ќе бидат во функција на подобрување на условите за живот за граѓаните на Струмица и за граѓаните на Електросталь. Она што сакам на крај да го кажам е дека добрите примери кои даваат позитивен бенефит за граѓаните на општина Струмица заслужуваат да имаат континуитет, да бидат продлабочувани и негувани. Ви благодарам. Чест ни е да бидеме примени на гостепримлива македонска земја во вашата општина. Целта на нашата посета е да се даде дополнителен поттик за развој на билатералните односи меѓу двата збратимени града и секако да ја наполниме соработката меѓу Електросталь и Струмица со нови проекти и со нови тип форми на соработка. Денес се договориме за унапредување на таа соработка во неколку сфери. Пред се станува збор за испорака на земјоделски производи и соработка во сферата на земјоделството. Во тој дел потполно ја добив поддршката од градоначалникот и членовите на општината Струмица и се надевам дека 2018 година, која ќе биде јубилејна година за градот Електросталь, ние ќе ја дочекаме со реални проекти во таа сфера, за да можеме да им обезбедиме на граѓаните на двата града по-добро да се запознаат за животот на двата града и за луѓето кои што живеат во тие градови. Благодарам многу.